се биде хроничар за општина Новаци, посебно за полските села кои припаѓаат на општината Новаци, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на него својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што го носи како дел од себе, затоа што сите односи, ликови, судбини повторно, интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до читателот, а читателот на неговите летописи не е пасивен навидувач, туку активен учесник во тие настани. Почитувани мои, 30 години ја крстарам Република Македонија. 30 години патувам низ македонските заборавени села. За овој временски период имам поминато 1675 села од преостанатите 1984. Моето патешествие го продолжувам во општината Новаци, каде што таму мештаните ќе ми ги дораскажат приказните од оние приказни кои што им ги прераскажале нивните дедовци и баби, а сето тоа ќе ви го преточам во новиот документарен серијал со работен наслов Општина Новаци, историографски записи. Територијата на општина Новаци, посебно 15 села распослани во рамничарскиот дел на општината, е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно тие села е и селото Добромири. Атарот на селото Добромири, како споменична целина, има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединечни градби, кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од историско значење. Како едно најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село, формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци, кои потврдуваат дека ова село било населено во давнешни времиња. Ете како што вели народот, Господ милувал атарот на општината Новаци да го крстарам во изминативе 12 години, овој пат да го посетам селото Добромири и за него да направам аудио-визуелен документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за чие село учните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо македонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчева земја кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде македонски и е дел од секупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ овој дел на битолското поле, така да речам, никако не му доаѓаше редот за ова населено место да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа.
И навистина така и бидна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, ден пред празникот Свети Атанасије, за селото Добромири тргнав рано, мощно рано, околу 4 сатот, народски кажано, со моето возило, со стариот руски джип, со камазот, кој речеше 20 и кусур години, ми е верен сопатник. Времето беше вистинско, зимско, студено, ведро, патот чист, а снегот одамна го имаше забелеа на хоризонтот, кој не обкружуваше околу нас Скопје, Велес, Прилеп, Битола, кај крстовницата во непосредна близина на Битолската железничка станица, свртувајќи лево, возејќи по 15 километарската патна делница Битола-Новаци, која кривулеса се извиваше низ овој дел на Битолското поле, во раните утрински сати стасав во Добромири, каде што стуткано како орловско гнездо се будеше огреано од утринските жаци на добромирското сонце. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано во зорите, затоа што како мравките рано пред изгресенце во нивниот мравјалник се подготвуваат да тргнат ширум полето, да собираат разни житија, понејќи ги мравјалните амбари за зимата, за да се видам со селаните од ова село, да ми ги раскажат многуте приказни за ниното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Кога ќе дојдете во ова населено место, најсетне така да речам, ќе ве пречека се целото, но не од оној класичен тип, затоа што речиси нема ништо што ќе ве присети на она што некогаш било. На старото одавна му замина времето, новото се уште надоаѓа. Во Добромири ги нема поранешните калдронисани селски патчиња и сокачиња, нив одавно ги има покриено асфалтот и бетонот. Секој добронамерник кога ќе прошета низ некогашните селски сокачиња и патчиња, ќе ја забележи старата традиционална македонска чаршинска архитектура, која и денес ја има зачувано ова село, која се карактеризирала со куќи чардакли, чие приземје било изидано од камен, каде се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите за жито, и кат, исто така изидан од камен, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички, испреплетени прачки, малтерисани со глинена кал измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, старите дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели големи џидови и со големи тешки порти, но ќе се одушеби и од современата архитектонска градба со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Добромири не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, додека со мојот поглед го разгледува хоризонтот што го обкружуваше се целото, за брзо време околу мене се собраа неколку селани кои беа дојдени нешто да се испазарат во селската кооперација, кои ми велеа: добре дојде Зоране, долго те чекаме да дојдеш и во ова село. Ние тебе добро те познаваме, Зоране. Од телевизија саде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортаживе за нашиве села, многу убаво редом ги редиш историографските податоци, иако не се познаваме многу од историјана, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веројдостојни, затоа што кога ќе излеземе пред кооперацијава, долго време си му обетиме за она што ни го кажуваш преку телевизорон, ми велеа. Зоране,
Редно е и ти да си дојдиш кај нас дома. Ајде со нас, како нашите ја сапиме, како домароден да си во селово наше. Секаде ќе те прошетаме, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домајчини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во нашево селово Добромири ми велеа. Кога ќе дојдете во општината Новац и кога ќе прошетате во Мариовските, Мајровските и Моштенските села, таму ќе откриете многу историски податоци, многу археолошки локалитети, бедеми и тврдини. Секоја грудка земја, секоја парче камен, кој што ќе го стиснете во раката, ќе иседи само историја, кое што со векови тлее на ова парче земја, кое што со милениуми се нарекува Македонија и народот кој што живее со векови македонски. Почитувани мои, откако така да речам, со насобраните селани си сторивме здравоживо, кинисавне низ добромирските некогашни патчиња со качења, малку подзастанувајќи за поодблизу да ги видам селските кујчи, плевни дворови, од мене на исконски начин една по една ми излегуваа мноштвата историски записи што ги има прочитано за селото Добромири, а голем дел од овие непорекливи драгоцени записи со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите добромирци, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени делобно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот, ќе ви ги пренесам во продолжение на ова репортажа. Селото Добромири се наоѓа во источниот дел на Битолското поле, меѓу селата Новаци, Агларци и селото Трн, од левата страна на Црна река во северозападниот дел на територијата на општина Новаци. Од градот Битола е оддалечено 15 километри, а од општинското средиште Новаци е оддалечено 3 километри. Името на селото се поврзува со легендата според која селото го добило името од придавката Добар, бидејќи неговите жители биле доста добри и не се карале меѓу себе, ниту пак со мештаните од соседните села. Па затоа мештаните од другите села за нив велеле дека се добри и мирни, со што се создало денешното име Добромири. Првпат селото Добромири во пишаните и материјалните документи, артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асентин од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, во црковните повелби од 1346 година на царот Светан Душан Немањич, во црковната повелба од кралот Стефан Урош Немањич Урош Несилниот, издадена во 1355 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година.
Во пишаните томански дефтери Добромири првпат се споменува во томанскиот попишен дефтер од 1467-68 година како дел на битолскиот вилајат под името Добромир, во кое живееле 15 семејства, сите рисјани. Исто така селото се споменува во пописниот томански дефтер од 1650 година и во пописниот томански дефтер од 1750 година. При крајот на отоманското владение, селото било Чифлик-Сајбиско село, а Чифлик-Сајбии биле Изетбек, Јашарага, Нуријабек, Чамилбек и Јаја Аџибек, сите од Битола, а семејните робови на Богдановци, Поповци и Паевци имале своја земја. Дека селото Добромири на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија од 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридин Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистичките податоци на Васил Канчов, кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во Добромири живееле 416 жители. Според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, запишано во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во селото живееле 216 жители. Дека селото Добромири на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско-Пилевската котлина, во делот за семејните родови го забележал следното. Најстари семејни родови во Добровини се Поповци, Паевци и Богдановци. За време на отоманското владење како Чипчи во Добромири се населиле семејните родови на Калајчиовци, Крештовци и Апчевци, кои водат потекло од селото Долно Агаларци. Мајсторовци се доселени од селото Суводол, Могилци од селото Могила, а семејниот род на Шкоревци и семејниот род на Мушиковци водат потекло од селото Врањевци, чие подалечно потекло имел селото Арматуш. Семејните родови на Кајмаковци и Трновци водат потекло од селото Трн, а на семејните родови Мијаовци и Трајановци не им се знае потеклото. По Првата светска војна, поточно речено, во 1923 година, во Добромири се доселил семејниот род на Ганчовци од околината на градот Лерин, а во 1925 година од околината на градот Корча во Добромири се доселил семејниот род на Зафировци, додека пак семејните родови на Пачевци и Бузевци во 1926 година се доселиле во Добромири од некое село во околината на Охрид, кое се наоѓало близу манастирот Свети Наум, а семејниот род попознат под името Ковачите во Добромири се доселени од селото Беранци. По завршувањето на народно-ослободителната борба во Македонија во 1945 година во Добромири се доселил семејниот род на Боиштанци, кој води потекло од демихисарското село Боишта, и семејниот род на Лесковци, кој во Добромири се доселил од демихисарското село Лесково. Додека пак семејниот род на Вировци води потекло од селото Вирово, а семејниот род на Сопотчанци во Добровини се доселил од селото Сопотница, а семејниот род на Добреновци во Добромири е доселен од кичевското село Добреновец, додека пак
семените родови на Тантаровци, Зајковци и Буковци се иселиле во селото Новаци, а семениот род на Чадиовци се иселил во селото Птичари. Семениот род на Трајковци се населил во селото Карамани, Чукузовци во селото Трн, Бенџовци се населиле во селото Горно Ризари. Втората половина на 19 век за селото Добромири е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на Вашибозекот предводен од Чајабек од селото Арбатуш. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на разорнатата црква Свети Никола, која е изградена во 1886 година, која за време на првата Балканска војна е разрушена, а во 1926 година е повторно обновена, а дообновена во 1951 година. Градбата на црквата е правоаголна со полукружна апсида на источната страна. Главниот влез на црквата е сместен на западната страна. Храмот има испореден влез на јужната страна, над кој што има ниша со застаклена фреска, на која што е прикажан светител Алеј. Непосредно пред главниот влез на црквата се издига кабанаријата, која што во горниот дел има по една отворена монофора на секоја страна. Натрешноста на храмот е делумно зоографисана, а во горните делови од зидовите се закачени звезди, што ја символизира небесната шир. Иконостасот има еден ред со икони над џаконските порти и царските двери, но бројни икони се закачени и во неговите долни делови. Во подалечното минато, добромирци учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Исто така селото Добромири не го избегнуваат воените дејства, како од првата и втората Балканска војна, така и од првата и втората Шведска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирано во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае громнината. Традиционалниот печалбарски начин на живење не го одбегнува ниту Добромири. Гурбеџиството од година во година се поголем забав земало. Печалбарската традиција речиси никогаш не прекинала. На гурбет оделе намногу во Белград, Софија, Букуреш и Стамбул. Семејствата на гурбеџиите многу успешно стопанисувале и со своите имоти во селото, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби, додека пак други одгледувале помали и поголеми стада овци. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Добромири, да се видам со селаните до ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено, од генерација на генерација низ вековите.
Но минатото и сегашноста на селото Добромири премалко е за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во многовековното битисување испреплетени за превазот на времето. Тоа го оставам на мештаните од ова село, посебно на помладите по раѓање или по потек од ова село, особено меѓу оние упатените во властите на историјата и антропогеографијата за голем број прашања, изнесени делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правда заборавот.